Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Во денешнава емисија донесуваме извадоци од интервјуто што председателот на Република Македонија го даде во Њу Јорк за Гласот на Америка на македонски јазик на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации, но пред тоа да чуеме што го привлекува светското внимание. Иран соопшти дека успешно тестирал 2 проектила од долг домет, за кои одбранбени аналитичари велат дека би можеле да допрат до Израел и Јужна Европа. Шефот на надворешна политика на Европската унија Хавиер Солана изрази загриженост поради тестирањето. Дел од западните аналитичари велат дека барем еден од проектилите може да понесе нуклеарна боева глава. САД и другите светски сили ќе извршат притисок врз Иран да даде целосен отчет за своите нуклеарни активности на средбата во Женева закажана за вторник. Конзервативната партија на германската канцеларка Ангела Меркел, што победи на неделните избори, ветува брза акција во преговорите за формирање нова влада. Представници на Христијанската демократска унија на Меркел велат дека форматот за преговори со слободните демократи, кои се отворени за бизнис, треба да биде поставен во понеделник и дека разговорите ќе бидат завршени до крајот на октомври. Аналитичарите предвидуваат тешки преговори, велејќи дека засилените слободни демократи со добрите резултати од неделата може да им постават големи барања на христијанските демократи на канцеларката. Новиот шеф на НАТО ќе зборува за американската загриженост дека сојузниците бегаат од борбата во Авганистан. Генералниот секретар Андерс Фог Расмусен ќе го има првиот голем говор во Соединетите Американски држави подоцна денеска. Според најавите, Расмусен ќе изрази определбата на сојузниците за Авганистан, потенцирајќи го фактот дека има 9000 дополнителни неамерикански трупи кои последни 18 месеци се приклучиле на војните напори. Тој исто така ќе каже дека има потреба од повеќе ресурси за борба против Талибан, среде сет поголемиот број жртви и намалување на јавната поддршка. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во Њу Јорк за Гласот на Америка на македонски зборуваше за проблемот со името наспроти евроатлантските интеграции. Со него разговараше Јане Бојаджиевски. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Ѓorѓe Ivanov, President of the former Yugoslav Republic of Macedonia. Првиот човек на македонската држава во ексклузивно интервју за Гласот на Америка на македонски изјави дека Македонија има потреба да биде дел од НАТО, но и од НАТО има потреба од Македонија. Македонија со сета своја посветеност укажува на стабилноста во регионот и создава стабилност во регионот. Македонија има потреба да биде дел од НАТО затоа што НАТО ја презема улогата да ги помага новите демократи и да ја шири она што е идеја кон која сме стремели цело време ние како македонци, да се почитуваат човековите права и слободи. Македонија нема друг избор освен евроатлантската интеграција, смета Иванов. Тоа е наша определба уште со денот на независноста. Ние кажавме дека наши приоритети се НАТО и Европската унија. И дека ние правиме се да бидеме компатибилни со земјите на НАТО и да бидеме компатибилни со Европска унија, бидејќи таа не принудува да правиме реформи за да можат нашите институции да бидат компатибилни со европските институции, да ги промовираат тие вредности, тие принципи, тие критериуми. И тогаш луѓето ја почувствуваат демократијата и придобивките од демократијата, од живот во демократија. Во однос на преговорите околу името, Иванов изрази надеж дека по воредните избори во Грција Македонија ќе најде на попозитивна атмосфера. Се надеваме дека ќе наидеме на партнер кој ќе свати нашата потреба да го сочуваме нашиот идентитет, да сочуваме она што не прави препознатливи и она што сме и го има секој човек на оваа планета. Право на самоопределување, право на самоидентификација. Ние сами сме се идентификувале како македонци и тие македонци ја создале државата Република Македонија. Македонскиот председател вака ги оценува досегашните разговори за името. Направен е преседан и ние сме единствена земја на која е на некој начин побарано да исполни дополнителен услов од она што е вообичаено за секоја земја членка на Обединетите нации. Поради тоа немањето на искуство, немањето на таков преседан претходно ја прави ситуацијата да биде она како што беше досега, да се оди чекор по чекор, да се откриваат детали, да се создава
jednostavno ambijent da se nađe rešenje koje će biti vzajemno. Thank you. Американски и тајландски научници велат дека нова вакцина против сидата го намалила ризикот од инфицирање со ХИВ вирусот за 1/3. Ова е голем напредок во областа што ги изненади дури и самите научници. Повеќе во продолжение. Во тек на 3 години над 16.000 доброволци учествувале во истражувањето на експерименталната вакцина против сидата. Резултатот е го намалила ризикот од инфекција за над 30%. Пресвртен момент, оценува лекарот Супачај кој раководел со истражувањето. This is the first time that we can prove the vaccine. По прв пат докажавме дека може да се развие вакцина што ќе спречи инфекција. Тоа е чекор напред за натамошниот развој на вакцините. Stepping stone for further vaccine development. Многумина во научната заедница не очекува истражувањето да даде поволен резултат, бидејќи вакцината всушност е комбинација на две претходни. Поединечно не спречуваат инфекција, но комбинирани, едната го инструира имуниот систем да го нападне вирусот, а другата го зајакнува имунолошкиот одговор. Вакцината сепак немала голем ефект на нивото на вирусот ХИВ, кај оние веќе заразени, така што нивниот имунолошки систем и натаму бил на удар, како и кај заразените кои не примиле вакцина. Научниците подлекуваат дека се уште не се знае дали вакцината испробана во Тајланд ќе има успех и други видови на вирусот ХИВ во САД, Африка и други места во светот. Според најновата статистика на Светската здравствена организација, 33 милиони луѓе во светот се заразиле со вирусот на СИДА во 2007 година. Утре во Newsflash, 400 години од формирањето на Њу Јорк. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик од студиото во Вашингтон. Јас сум Лилица Китановска. Повеќе информации секогаш ќе најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.